Градоначалникот на град Скопје Орце Ѓорѓиевски заедно со премиерот Христијан Мицкоски остварија вечерна обиколка на Скопје, пошто Ѓорѓиевски најави дека во скоро ќе започне постапка за реализација на Луна парк. Во објава на социјалните мрежи, Ѓорѓиевски даде позитивна оценка за моменталниот изглед на главниот град. Скопје сега конечно личи на метропола, како што доликува. Улиците и плоштадите се чисти и полни со посетители. Ја нема онаа лоша слика на која навикнавме. Никогаш повеќе нема да се повтори, напиша тој. Ѓорѓиевски најави и иден проект кој ќе се реализира. Го посетивме и она што долги години му треба не само на Скопје, туку и на Македонија. Луна паркот, за кој наскоро започнуваме постапка за негова реализација, се вели во објавата на социјалните мрежи. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со сообраќајната полиција Скопје со помош на специјалните возила Пајак санкционирале 144 непрописно паркирани возила кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. Оттаму велат дека континуирано ќе ја спроведуваат оваа мерка и апелираат до граѓаните да ги почитуваат правилата и прописите и да ги оставаат своите возила само на пропишаните места, за да им се овозможи на пешаците и велосипедистите нормално движење по тротоарите и велосипедските патеки, а на возилата безбедно движење по улиците. Новоизбраниот градоначалник на општина Карпош, Сотир Лукровски, сподели дека има добри вести за сите жители на општината. На вонредна седница Лукровски информираше дека советниците ја поддржале неговата иницијатива за покривање на трошоци за комунални услуги во сите основни училишта во општината. Воедно од општината информираат дека усвоени се и развојните програми за 2026 година, кои вклучуваат реконструкции на улици, фекални и атмосферски канализации, изградба на нови детски градинки и подобрување на спортските сали во училиштата. Заедно градиме потопла, побезбедна и развиена општина, истакна првиот човек на Карпош. Во рамки на програмата за реконструкција, рехабилитација и изградба на локални улици и патишта, општина Илинден изврши целосна реконструкција на улицата 30 во населбата Илинден, во местото Плац. Имено станува збор за сообраќајница долга 600 метри и широка 4 метри, која што добила целосно обновен и современ изглед. Градоначалникот на општина Илинден Александар Ѓорѓиевски изврши увид во завршните активности. Потенцира дека реконструкцијата била неопходна поради оштетувањата настанати за време на изградбата на примарната мрежа на фекална канализација. Ѓорѓиевски посочува дека оваа улица има особено значење за жителите од овој дел на општината, но и за непречено одвивање на сообраќајот на сите граѓани. Тој нагласува дека општина Илинден континуирано вложува во подобрување на патната и комунална инфраструктура, бидејќи тоа представува клучен фактор за подобар и поквалитетен живот на граѓаните. Реконструкцијата е целосно финансирана од буџетот на општината. Оттаму најавуваат дека во наредниот период ќе продолжат активностите за унапредување на патната инфраструктура и во останатите делови од општината. Засадени 100 листопадни зимзелени дрвја во мега паркот во Радишани. Овој парк во Радишани станува ново централно место за собирање и рекреација, нешто кое жителите го чекаат со децении. Мегапаркот се простира на површина од 10.000 квадратни метри. Големиот плоштад и пешачките патеки се на површина од 4.000 квадратни метри. Големо детско игралиште за најмалите, со модерни реквизити и мека подлога, се едни од главните содржини на паркот. Целиот парк е осветлен со модерно лето осветлување. Паркот има и голема површина на зеленило, кое се протега на 6.000 квадратни метри, за сето ова убаво да изгледа, како што велат од локалната самоуправа. Поставен и посебен систем за наводнување, истакнува градоначалникот на општина Бутел Дарко Коставски. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расте сни. Вечно